Почитувани, поранешниот директор на СМ снабдување со топлина Дуел Скопје и кадар на ДУИ, а одобрен од СДС, Бујар Дардишта, заедно со уште 32 лица е осомничен за перење на пари во висина од 2 милиони евра, добиени преку местење на тендери вредни 8 милиони евра. Криминалното раководство на СМ во 2023 година, раководено од власта на СДС и ДУИ, наместиле тендер за набавка на СКАД Ормани, мониторинг Орман со ГСМ контролор за топлинска станица за потребите на СМ дистрибуција, а за таа цел договориле две правни лица од Скопје и Куманово да се јават на тендерот. Едната фирма од Куманово била пријавена со непотполна документација и со понудена повисока цена од другата фирма од Скопје, која требала да го добие тендерот. Скопската фирма понудила речиси идентичен износ со проценетата вредност на јавната набавка, иако таа вредност не била објавена во огласот. Со овој чекор, власта на СДС и ДУИ овозможила на правно лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист од речиси 8 милиони евра. Дополнително, за да ги прикријат делата, осомничените пуштиле во оптек и примиле и пределе финансиски средства во вредност од 2 милиони евра, со што извршиле кривично дело перење на пари. Прашуваме, дали СМ била претворена во организирана криминална каса за партиски и лични интереси? Зошто за овој криминал јавното обвинителство не постапувало и чекало да помине толку голем временски период? Дали осомничените се само извршители на действието, а политичките нарачатели и заштитници се уште се недопирливи? Дали некој од врвот на минатата власт на СДС и ДУИ се уште јавното обвинителство го штити? Времето на неказнивост помина, правда и одговорност мора да има. И благодарам, доколку имате прашања, повелете. Може ли да ни кажете кој е ставот на ВМРО-ДПМН за измените на кривичниот законник и дали се намалуваат казните? Благодарам за прашањето. Тоа е едно преодно решение со измените на кривичниот законник, кои што се поднесени од група пратеници на ВМРО-ДПМН, меѓу и јас, за да го надминеме она кое што се случи изминатиот период. А се сеќавате дека власта тогашна на СДС и ДУИ го укина членот 353, со што се обидува да амнестираат многу нивни функционери. После тоа следуваше едно разгледување на оваа постапка од страна на Уставниот суд, пошто во февруари месец ова година даде рок на собранието до крајот на годината да се усогласи да се врати тоа кривично дело. Тоа ние го направивме, воведуваме поригорозна казнена политика и казните се усогласени во однос на она кое што значи една компаративна анализа изработена од Парламентарниот институт на собранието, така што генерално во делот на злоупотреба на службена положба или член 353 се воведуваат поригорозни казни. Исто така ја затегнуваме казнената политика и во други сегменти, искористувајќи го во момент, значи се воведуваат кривични дела кои што треба да го овозможат она правилно функционирање на безбедниот град проектот. Потоа воведуваме нови кривични дела и поригорозни казни во делот на објавување на експлицитни слики и видео содржини налик на она кое што се случуваше со случајот јавна соба и исто така уведуваме и други кривични дела кои што се во насока на затегнување и контрола на она кое што значи криминално работење, така што ако се сумираме, она кое што го направивме усогласување со 4 директиви кои што во овој период стигнаа од Европската комисија и се усвоени и ги враќаме оние грешки кои што СДС и ДУИ ги направија и спречуваме амнестија на огромен број на криминалци кои што во тој период, во времето на таа власт, се богатале во згрбот на граѓаните, пропратено со уште една измена за поголема опфатна конфискација на она кое што тие го украле. Ви благодарам.